Instead of the IMF, Влијанието во Источна Европа што го има американскиот милиардер Џорџ Сорос почнува да слабее. Освен Унгарија, родната земја на Сорос во која наспроти сите членки на ЕУ имаше жестоки критики против милиардерот дека се зацкрива зад лажна слика на филантроп. Полски политичари отворено во јавноста проговорија за негови сомнителни активности насочени против полската влада. Според информациите, американскиот милиардер Сорос инвестира десетици милиони евра за уривање на полската влада и сувереност преку неговите фондации во земјата. Пратеничката и професорка Кристина Павловиц го карактеризира Сорос како ултранационалист, левичар кој само прави проблеми, кој отворено ги поддржува антидемократските и антиполските субјекти, за да ја разнишаат сувереноста на полска и христијанската култура. Со активностите на Сорос во Полска се урива и се гази врз уставот и законите на земјата, вели Павловиц. Убедена за негативното влијание на Сорос, Павловиц неодамна ги повика надлежните институции да ги проверат активностите на, како што го нарече, овој штетник. Таа побара и да му биде одземена највисоката државна награда Order of Merit, која Сорос ја доби од председателот Бронислав Коморовски во 2012 година. Неодамна и пратеникот Павел Кукис предизвика лавина од реакции во полската јавност, откако изјави дека зад Комитетот за одбрана на демократијата, кој ги организира демонстрациите во Полска, стои еврејскиот финансиер Џорџ Сорос. Според некои медиуми, Сорос во соборувањето на владата во Варшава ќе инвестира 150 милиони злоти или околу 40 милиони евра, изјави Кукис, кој е лидер на патриотското движење кое има своји пратеници во Сеимот, а самиот како председателски кандидат доби 20% гласови на избирачите. На ваквите обиди полските граѓани одговараат со петиција со која сакаат да ја прекинат работата на фондациите на Сорос во Полска. Причината за ваквата петиција се должи на активностите на фондацијата Стефан Батори, за која американскиот финансиер распределил околу 40 милиони долари за борба против хомофобијата, антисемитизмот, ксенофобијата и сите форми на дискриминација. Дополнително медиумите анализираат дека главна цел на нападот на Сорос и полската опозиција е и председателот на најголемата и владеачка партија Право и правда Јарослав Качински, кој е начело на партијата од 2002 година, а во јули минатата година беше реизбран за нов 3-годишен мандат. Качински како највлијателен и најмоќен полски политичар, кој ја има довербата од полските граѓани, постојано е критикуван од Соросовите невладини организации и опозицијата, а неодамна беа организирани протести на граѓанските организации финансирани од фондацијата Отворено општество со поддршка на опозицијата.